Благодарам, почитуван председателе, почитувани министри, почитувани колеги, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес ќе искористам моето деловничко право да поставам три пратенички прашања за кои што сакам да напомнам дека истите произлегуваат од средбите со регионите, од теренските посети и мислам дека се интересни буквално за сите региони во Република Македонија. Прашањата се наменети за три различни министерства, од кои што првото е за Министерството за култура, за кое што сакам да добијам по можност писмен одговор. Добрата соработка на локалната самоуправа и Министерството за култура во општина Прилеп дошла до израз досега во повеќе наврати, бидејќи благодарение на издржаните проекти и на целосната поддршка од конкретното министерство, во последните неколку години градот Прилеп доби нова музејска поставка, беа комплетно реновирани конаците на манастирот Свети Архангел Михаил во најстарата градска населба, во населбата Варош, беше реконструиран театарот во Прилеп, беше реконструиран символот на градот, градскиот часовник во соработка со локалната самоуправа, беше целосно реконструиран участокот, местото од каде што почна револуционерната борба во 1941 година и прашањето од оние граѓани кои што дојдеа во пратеничката канцеларија и оние кои што ги среќававме при теренските посети е дали во наредниот период Министерството за култура ќе одвои средства за реконструкција на големата сала во Домот на културата Марко Цепенков. Би сакал да потенцирам и неколку податоци за оваа сала која што е изградена 1979 година, но за жал до денес нема никакви интервенции. Истата има 705 седишта и е навистина во една лоша состојба. Имено станува збор за репрезентативен објект во кој во текот на годината се одржуваат бројни манифестации од сите области, од театарската дејност, од сценско-музичката и фолклорната дејност. Манифестациите од основните, средните училишта, од пензионерите и од многу други здруженија. Тука се одржува и најдалеко познатиот фестивал театарски Војдан Чернодрински, кој што представува репрезент на театарското драмско творештво. По некоја случајност, следната 2015 година славиме 50 години од одржувањето на театарските игри Војдан Чернодрински, чие што отворање секогаш во оваа сала за кое што бараме средства да се реконструира, и моето прашање е дали Министерството за култура ќе им излезе во пресрет на културните работници, на театарските работници, наредната година, почетокот на театарските игри, да го пречекаме во едно ново руво. Потенцирам дека одговорот може да биде даден во писмена форма. Второто прашање се однесува на Министерството за земјоделие. Како што знаете, ние како пратеници од Прилеп секогаш настојуваме да ги потенцираме добрите мерки од Министерството за земјоделие, да ги пофалиме, но и да ги истакнеме оние негативности кои што ги сретнуваме при нашите теренски посети. Од името на тутунопроизводителите во Прилепската, Долненската, Крушевската и Кривогаштанската општина, сакам да му изразам благодарност на Министерството за земјоделие и на Министерството за финансии, што последните неколку денови беа одделени средства за доисплата на субвенциите кои што се од минатогодишната тутунска реколта. Да го пренесам едногласното задоволство од досегашната поддршка во земјоделието и на фактот што сукцесивно секоја година се зголемуваат милионите евра поддршка за нив. Сакам да напоменам дека во наредните 4 години поддршката за земјоделците не е изоставена, туку напротив е зголемена и треба да се распоредат фантастични 600 милиони евра за субвенции, она што земјоделците долго време го очекуваја во минатото со некои други влади. Конкретно за оваа откупна година би сакал да го запрашам министерот дали откупот на тутунот ќе започне навремено, колку фирми добијаа лиценца за откуп и колкави количини на тутун планираат да бидат откупени оваа година. Третото прашање се однесува на Министерството за труд и социјала. Сакам да го изразам моето задоволство како пратеник од четвртата единица заедно со мојата колешка Лашковска, што првпат во историјата на 4 ноември општината и населеното место Кривогаштани доби градинка. Градинка во која што со капацитет од 50 деца, истите ќе можат и веќе добија услови за правилен раст и развој во предучилишната возраст. Сакам да го запрашам министерот дали, освен оваа градинка, која што представува инвестиција од 5 милиони денари, планира да се изгради уште
некој друг ваков објект во истата општина, бидејќи при посетата на населените места беше истакната истата потреба, но и беше истакнато дека има простор за реализација на уште еден ваков проект. Сакам да го поддржам и она што се реализираше во минатата година, значи отворањето на градинка во населеното место Тополчани во нашата општина, и се надевам дека во иднина и оние населени места во Прилепската општина, како што се Канатарци, дел од градот, значи во Прилеп, ќе го добијаат она што на 4 ноември го доби општина Кривоградачтен, односно градинка. Ви благодарам. Благодарам. Првото прашање упатено до Министерството за култура и поварен е писмен одговор и ќе добиете на писмен одговор. Второто упатено до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и одговор ќе добиете министерот. Повелете, министр. Благодарам, председателе. Благодарам, пратениче, за поставеното прашање. Во производната 2014 година се очекува производство на околу 25.000 тони суров тутун во лист, за кое производство се исклучени вкупно 34.445 договори на површина од околу 14.000 хектари. Согласно член 25 од Законот за тутун и тутунски производи, завршена е верификација на 141 мостра тутун за вкупно 139 пријавени откупни пунктови од 9 регистрирани откупни предпријатија. Согласно член 20 од Законот за тутун и тутунски производи, откупувачот е должен, најдоцна до почетокот на откупот на тутун, како доказ за обезбедени финансиски средства за исплата на целокупната договорена и откупена количина на тутун, од тековната реколта во висина според просечната откупна цена од минатата реколта треба да обезбеди. Банкарска гаранција е изјава одговорно лице на откупувачот дека под материјална и кривична одговорност заверена кај нотар дека целокупната договорена количина на тутун ќе исплати на тутунопроизводителите или финансиски средства на посебна наменска жиросметка и изјава одговорното лице на откупувачот дадена под материјална и кривична одговорност заверена кај нотар дека целокупната договорена количина на тутун ќе исплати на тутунопроизводителите и дека средствата од наменската средства исклучиво ќе се користат за исплата на договорениот тутун. Имено, според информациите од Државниот инспекторат за земјоделство, во тек е обезбедувањето на овие финансиски документи. Согласно член 23 од Законот за тутун и тутунски производи, откупот на тутун, произведен во тековната година, започнува во сите пријавени откупни пунктови, најдосна од 15 декември во тековната производна година и завршува најдосно до 15 март во наредната година. Според тоа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по однос на законските обврски како предуслови за почеток на откуп на тутунот од реколтата 2014 година ги има завршено. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Евананџеле Димитар. Повелете. Благодарам на министерот за исцрпниот одговор, немам дополнително прашање. Благодарам.